U imето на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, оваа недела е втората подготвителна недела, која што ќе ни помогне подготвени да влеземе во празникот од великите великденски пости. Името на оваа недела е недела на блудниот син. Името на оваа недела произлегува од содржината на денес читаното евангелско четиво, напишано од раката на светиот апостол и евангелист Лука. Многу пати сме констатирале дека ниту еден збор запишан во најсветата книга не е збор што не располага со доволно голема духовна сила за да го допре нашето срце. Ако секој збор во Евангелието е една капка од вечност, а сите заедно безобален океан на вечноста, можно ли е да се остане недопрен од секое кажување што нашиот Бог и Спасител, упатувајќи им го на своите ученици преку нив, ни го упатува и нам, односно на луѓето на сите времиња. Денешното четиво носи посебни белези. Содржината што ја читавме е содржина во која што секој од нас во помала или во поголема мера се наоѓа себе си. И зошто е тоа така? Зошто нема човек кој што не ќе се најде во денешната парабола за блудниот син? Затоа што темата во ова евангелско четиво обработена носи екзистенцијален карактер и се однесува на човекот воопшто. Што се случува именно со човекот која ќе се оттуги од Бога, од ближниот свој, од светот во кој што живее и најпосле од себе сам. Во западноевропската философија тоа се нарекува екзистенцијална фрленост во празно или екзистенцијална фрленост во осам. И тоа на еден најпластичен начин ни го објасни главниот јунак на денешното евангелско четиво, помалечкиот син на Господарот, кој што имал два сина, чувме. Бил богат човек, достоинствен, чесен. Во преносна смисла, Господарот од денешното евангелско четиво го символизира нашиот Господ и Спасител, а двата негови сини, двете категории на луѓе, двата типа на човек, еден од двајцата, помалечкиот, го пристапил на својот татко и го побарал својот дел од наследството на имотот што таткото го собрал, го создал. Таткото без збор
im go podelio iмотот свој на двајцата синови. Но откако помладиот син го добил својот дел, собрал се вели во Светото писмо, го напуштил домот на својот татко, ја напуштил својата татковина и отишол да живее во туѓа земја. Но така што им се предал на погубните страсти, особено на блудната страст. И живејќи беззаконно со жените, сиот свој имот го потрошил. И потоа тој побарал работа кај некој човек, бидејќи било многу тешко да се дојде до работа, како евангелистот да зборува за нашево време. И тој се задоволил со една понудена работа, имено да ги чува свините на еден собственик на свини. И таман ја примил таа работа, во таа земја завладеела невидена сиромаштија. И тој, се вели во Светото писмо, бил страден да се нахрани со корењата со кои што се хранеле свините, но и нив не можел да ги добие. И така осуден на смрт од глад, тој седна и го активирал конечно својот ум, почнал да размислува. И дошол до следниот заклучок. Поради моето безумство, дојдов во ситуација да го загубам својот живот, откако се друго загубам. Но јас имам татко богат. Во домот на мојот татко наоѓаат у хлебие 100 слуги. Сметам дека мојот татко ќе сака да ме прими, но овој пат не како негов син, туку како еден од неговите наемници. И во тој час ги кажа најубавите, најспасителните зборови што еден патнат човек може да ги каже. Стани и оди! И тој стана и се упатил на кај домот татков. Слугите го известиле господарот дека неговиот помлад син во бедна состојба, во очајна состојба му се враќа. И гледајте сега, таткото излегува на пат да си го пречека својот пропаднат син. И не чекајќи никакви посебни објаснувања, им заповедал на слугите да го облечат во ново рубо, да му облечат нови обувки, да му стават златен прстен на раката и да го заколат у гоеното теле, за сите да се развеселат во домот на таткото, бидејќи овој мој син умрен беше и оживен, изгубен беше и се најде. И го прегани своето дете,
го внесе во домот на љубовта таткова и почна веселба чупи, која што траеше до доцна вечерта, кога поголемиот син пак се враќаше од работа. Тој беше збунет, шокиран од песните и игрите што се слуша од нивниот дом, зашто такво нешто никогаш не се случило. Извика еден од слугите и ја дозна причината. Но тој немаше сила да се израдува за тоа, туку се разжести и се разгневи и не сакаше да влезе во радоста на својот брат. Знаејќи за тоа, излезе неговиот тат и го молеше да влезе. А овој очаен му ги ја кажа неговата забелешка поради која што не сака да влезе. Цел живот сум ти верен, му вели на татка си. Ниту еднаш со ништо не сум престапил твоја заповед. А ти, овој мој пропаднат брат, кој што се потроши, живејќи блудно, го пречека така што го облече во порфира, му даде нови обувки и златен прстен, и златното теле го заколи, и се веселите. А јас за сето време, татко, служајќи ти тебе верно, ниту еднаш не се удостои со едно јаре, заклано за да се развеселам со моите пријатели. Таткото стана сведок за тоа дека правдата во животот на неговиот постар син е ставена над љубовта, дека неговиот постар син покрај сите доблести што го красат се вплеткал во замката на законот и ја презрел љубовта како субстрат или самата суштина на животот човечки. И го иска. Дете мое, му каже, се што е мое е твое, но очекувам да влезеш во радоста на твојот брат, кој беше умрен и оживе, изгубен беше и се најде. Ова евангелска приказка е навистина мокна. Има сила да го допре животот на секој од нас, да се најде себе си. Особено кога станува збор за процесот на алиенација на човекот од Бога, од ближниот, од светот и од себе самиот. Тогаш може да се каже дека таквиот човек и на тој начин оттугениот човек е екзистенцијално фрлен во празнина. А оној што во празнина живее, оној што во вакуум живее во безсмисла, драги мои. А за безсмислата многу пати сме кажале дека е најопасната, најразорната, најубиствената и планетарно најраспространетата болест на човекот. Господ да не спаси, да ни ја даде љубовта што таткото ја има. А љубовта на таткото е љубовта на Бога спрема човекот.
Ajde da se ugledame na ne. Ajde da ги засакаме луѓето без причина. Таму каде што сакаме со причина нема чиста љубов. Та љубов е љубов од рачун, а не љубов без причина и несебична љубов, која што има свој кружен тек на движење. Несебичната љубов не може да се случи во животот на само еден човек. Оно што сака да живее сам, живее како олицетворен егоист. Таа не може да се случи ниту во животот на двајца. Да речеме, бракот, двоедното брачно битие без Бога. Таа љубов не е несебична љубов, туку прагматска љубов. Мажот ќе каже на жената дека ја сака и дека бара возврат за таа љубов. На ист начин ќе му возврати неговата жена. И потоа тие односи што владеат меѓу нив двајцата може да се пренесат на секоја заедница од само двајца. Но вистинската љубов почнува таму, каде што има најмалку тројца. Тука имаме кружно течење на љубовта. Таа љубов, помеѓу, например, во бракот, помеѓу мажот, жената и Бога, а потоа таа заедница на тројца проширена со деца, е совршена љубов. И таа љубов Бог ја благословува и ја создава, имајќи ја за свој архетип љубовта на тројцата во Бога, љубовта на Отецот, Синот и Духот Свет. Имено нивната љубов е љубовта со која што и ние треба да се сакаме. По нејзината сила да функционира. Да живееме давајќи се себе си Бога ради и не очекувајќи ништо завозврат. Но колку ќе биде убаво кога по тие услови и на истиот тој начин ќе бидеме засакани од другиот, нашиот ближен. Амин.